–29 јануари е 29-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 336 дена. – 1573 година, под водство на Матија Губец во Хрватска избувна селанската буна против неподносливите услови за живот што ги наметна австриските и унгарските феудалци. Тоа беше една од најголемите селански буни во Европа во тоа време. Востанието беше крваво задушено, а Матија Губец беше погубен во Загреб на 15 февруари 1573 година. Хрватскиот писател Август Шенуа по тој повод го напиша романот Селанска буна. – 1860 година е роден Антон Павлович Чехов, руски раскажувач, новелист и драмски писател, припадник на правецот натурализам. Извршил големо влијание врз развојот на новелистичката и драмската книжевност во светот. Во своите новели дава голем број карактеристики на руското секојдневие и цела галерија промашени, несреќни и несватливи луѓе. Најпознати негови дела се драмите Галеб, Три сестри, Војкованја и Вишновата градина, како и збирките раскази Човекот во футрола, Куќа на кат и Селани. – 1950 година во Скопје е формиран Сојузот на филателистите на Македонија. – 1963 година францускиот председател Шарл де Гол стави вето на приемот на Велика Британија во Европската економска заедница. – 1973 година во Адис Абеба, главниот град на Етиопија, започна заседанието на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации. Прво заседание на овој орган на Организацијата на Обединетите нации на Африканскиот континент. – 1992 година почина Иван Дојчинов, македонски комунист, борец во Шпанската граѓанска војна и учесник во Народно-ослободителната војна. Дојчинов бил член на главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Македонија и учествува на првото и второто заседание на АСНОМ. Бил носител на партизанската споменица од 1941 година. – 1999 година почина Тодор Николовски, македонски драмски и филмски актер, режисер, еден од основачите на современото македонско глумиште. Роден е во Велес на 16 јануари 1902 година.